Хаотични и огромен број на неселектирани докази. Адвокатите на голем дел од осумничените за трагедијата во Пулс се жалат дека се уште не може да почнат со увидот во доказите на обвинителството, иако рокот им тече. Според информации на ТВ24, од адвокатите било побарано да достават мемориски картички за да им биде префрлен сиот доказен материјал, кој се однесува на целата истрага и сите осомничени. Но како што тие велат, поради големиот обем на доставениот материјал кој се протега на стотици страници, нереалистичен е рокот од 15 дена за тие да ги комплетираат доказите за одбраната на нивните клиенти. Во изјава за ТВ24, адвокатот на обвинетите екс-министри за економија Бектеши Незири, Еленко Миланов, потврдува дека имаат 15 дена да го завршат увидот на обемните материјали. Станува зброј за огромен број на докази кои што се собирани во изминатите 3 месеци од обвинителството и за кои имаме само 15 дена да ги видиме, анализираме, дали се однесуваат во однос на клиент за кој што го застапуваме или не се однесуваат и сето тоа да го обработиме и евентуално да во однос на докази за кои што сметаме дека има потреба да се прибават други докази, да реагираме и да доставиме барања. Во меѓувреме, меѓупартиските обвинувања за оваа трагедија и понатаму со интензивно темпо. Од СДСМ прашуваат зошто од истрагата бил изоставен кочанскиот началник за криминалистички работи Томо Донев. Како е можно и покрај сите информации кои ги имала полицијата, службените белешки од полициските службеници, објави на социјалните мрежи дека во дискотеката нелегално се користат пиротехнички материјали, началникот за криминалистички работи кој е надлежен над сите инспектори во Кочани да не одговара за катастрофалниот пропуст на полицијата. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски вчера уверуваше дека истражните органи ги превземале неопходните дејствија и ќе ги дале одговорите на сите прашања кои родителите на загинатите деца им ги поставуваат. Родителите на загинатите деца направија свој список на докази и ги повикуваат обвинителите да ги погледнат. Сите со години му гледале низ прсти на Дејан Јованов деко и МВР, и министерства, и УЈП, и ДПИ, начело со градоначалниците и началниците на полицијата. Сите му гледале низ прсти, јавни обвинители, доколку неселективно и одговорно не си ја извршите работата, да знаете дека ние родителите и семејствата на починатите деца нема да застанеме до ова. Ќе ја бараме правдата до крај и сите виновници ќе одговараат. На 17 јуни треба да биде покренато обвинение за овој најголем, најобемен и најтежок предмет во правосудството. До сега осомничени се 46 лица за трагедијата во Кочани, која однесе 62 млади животи.